Германското министерство за надворешни работи денеска преку соопштение што го пренесе амбасадата во Скопје ја поддржа работата на германската амбасадорка во Македонија Кристине Алтхауезер и ги оцени како неумесни обвинувањата што кон амбасадорката ги упати председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Порачуваат дека проценките кои се пренесуваат на земјата домакин секогаш се договараат во тесна координација меѓу Министерството за надворешни работи и амбасадата. Амбасадорката Алтхауезер, одговарајќи на новинарско прашање за изјавата на председателот Ѓорѓе Иванов дека таа пренесувала невистините информации од Македонија до германското МНР, денеска изјави дека Германија е пријател на Македонија и ќе продолжи да ја поддржува. Germany is a big friend of Macedonia and we stand ready in going on with our support. I personally am on very good working relations with the President as with all other politicians of this country. My work at home is highly appreciated by the Foreign Ministry, also by the Chancellery, so I'm in constant touch with all of the authorities back home. So that's all I want to say, and perhaps I may add a short, it's not a poem, it's just a sentence, so колку повеќе непријатели, толку поголема чест за мене. Председателот Иванов во вчерашното гостување на телевизија Нова изнесе забелешки за работата на германската амбасадорка во земјава и информациите што таа ги пренесува во Берлин. Иванов ја повика Германија да размисли кои дипломати ги праќа во Македонија, затоа што е недозволиво, како што рече, на лажни информации да се темели соопштението што го дава германското МНР. Такво соопштение да даде Германско министерство за надворешни работи кажува дека нивниот амбасадор тука се служи со лажни вести. И не е прв пат. И за бегалската криза имавме иста ситуација, па канцеларката Меркел мораше да се извинува јавно во Брисел кога имавме за бегалската криза за неточни податоци кои ги добивала од нивната амбасада тука. Така што, па еве апел до Германија, после еден Ханс Лотар Штефан, кој беше амбасадор на Германија, кој напиша најбрилјантната студија за Македонија во последниве децении, вакво ниво на дипломати да ни праќате навреда. Треба да размисли Германија кои дипломати ги праќа во Македонија, затоа што ова е недозволиво на лажни информации да темелат соопштение кој го дава Германско министерство за надворешни работи. Како порано да се даде мандатот? Да окршам уставот? Како да се биде изведен ова што денес го изведовме? Со насилство? Така што има и такви случаеви и секој пат ја користам прилика кога се среќавам со председателите на тие земји и му кажувам за некои пропусти или за тоа што го сториле нивните амбасадори ги довеле во заблуда по некои прашања. Ваквата реакција на шефот на државата следуваше по првично искажаниот став на германското МНР по доделувањето на мандатот, во кој Берлин истакна дека е добро што председателот Иванов попушти и престана да го блокира формирањето на новата влада, но оваа одлука требаше одамна да се случи и конечно го рефлектира исходот од изборите во декември 2016 во земјава.